Тука сме да зборуваме за актуелни теми, така ќе биде и во продолжение. Александар Георгиевски е ликот кој што секогаш ги најавува интересните настани кои што ги организираат, а стандардно во овие предпразнични денови или во овој празничен период пред Нова година се случува традиционалната дедомразовска трка. Како рековме, 8 година поред, ама 7 издание. Александар, добро ти утро. Или може веќе добар ден. Добар ден. Благодарам за поканата и можноста да разговараме пред вашите гледачи. 8 година поред, 7 издание, заради тоа што минатата година, Алек, не се одржа оваа традиционална трка заради целата ситуација со пандемијата, меѓутоа еве вас назад. Што ќе се случува оваа година, какви се плановите? Ние ти имавме пред 10 дена на линк кога стартуваше официјалното пријавување, но како пријавувањето веќе завршено или се уште може? Пријавувањето го завршивме неколку дена порано затоа што се наполни бројката, предвидената бројка учесници и нели костимите кои што ги имавме на располагање за ги добива секој учесник. Повеќе не може никој да се пријавува, меѓутоа нели доколку некој сака да биде дел од настанот, може да дојде во улога на гледач. 8 година поред, 7 издание, лани ова време беа забранети настаните, не можеше да се одржуваат, меѓутоа на голема радост и на учесниците и на сите нас, дедомразовската трка е повторно назад во Скопје. Како сте задоволни годинава? Спомена дека бројката предвидена која што сте имале, околу 500 надпреварувачи, е веќе пополнета. Искрено не знам дека вие ги давате дедомразовските костими и за најмалите, така, и за дечиња ако се пријават, вие им обезбедувате? Да, за сите обезбедуваме. Има опција и за без костим за оние што минатите години учествувале или имаат. А костимот се станува за нив? Да. Сериозно, ова не го знаев. Да, значи, очекувавме помал број на учесници, пред се заради тоа што, нели, одреден дел од луѓето се уште имаат резерва, се предпазливи заради мерките, заради пандемијата, меѓутоа, еве, најбрзо до сега, во овие 8 години, се наполни предвидената бројка учесници и, нели, тоа на некој начин ветува дека ќе имаме добра забава, затоа што ова е пред се забавна трка. Тој изборува колку му недостасувало вакво нешто на нашиот народ. Седмата поред дедомразовска трка се случува или не очекува оваа недела, тоа е 26 декември, градскиот плоштад, тоа е стандардната локација. Дали рутата останува иста или имаме промени од претходните години? 2 километри се трчаа, така? Да, 2 километри, тоа е символична дистанца, значи, нели, не е некоја растојание кое што бара посебна физичка подготвеност, затоа што ова е забавна трка, сепак е трка и има надпреварувачки карактер, меѓутоа е забавна, за да може да учествуваат и тие што не се спортисти, и деца, и возрастни. Рутата е 2 километри, се стартува и се финишира на плоштадот Македонија, во строгиот центар на Скопје, и се трча еден круг околу паркот Жена Борец, до кеот на реката Вардар и назад преку камениот мост. Тоа се 2 километри. Добро, имаме награди за најбрзите, стандардно? Да, стандардно има награди, значи ние даваме ваучери за спортска опрема и за најбрзите, меѓутоа и во лотарија за останатите кои ќе има среќа ќе си оди награден. За најмалите имаме подготвено пакетчиња и се разбира добра забава со музика, со диџеј, со претрката фитнес инструктор за да ги загрее присутните. Тие што веќе биле знаат дека е навистина забавен и интересен настанот и е една одлична содржина во прилог на новогодишните случувања кај нас. Уште еден показател дека многу малку треба за да се собере семејството, така, ова е една таква можност да појдете фамилиарно, да се дружите и да трчате, да ги научиме децата на вистинските вредности, дека спортот и физичката активност и тоа како важни уште од рана возраст. Колку се покажува низ годините како ете добар момент за фамилиарна дружба? Токму така, значи имаме доста случаи каде што доаѓаат цели семејства да учествуваат, или пак имаме доста случаи каде што таткото или мајката се нели рекреативни трчачи, го практикуваат како спорт и ова им е можност своето дете да го воведат во спортот на еден забавен начин. Баш. Ќе има подароци за најмладите, зборувам сега, во смисла на тоа дека нели тие се уште го очекуваат дедомраз. Секој детенце до 10 години, ставивме некоја граница на таа возраст, ќе си добие новогодишно пакетче од нас организаторите, значи нема да се одиде со празни раце, ќе учествува, ќе се забавува, нели ќе си носи костим, ќе усети новогодишната атмосфера и нормално во лотаријата на кој ќе му се посреќи ќе си освои награда. А нели најбрзите за нив секако се обезбедени наградите.
Александар, во колку часот стартува целата церемонија во недела и дали имаш информација на какво време ќе се трча? Да не ќе имаме минусни температури. Во недела Мислам дека ќе времето, затопли, во недела спорно. ќе се стопли, нема да биде толку ладно. Оваа трка намерно започнува покасно бидејќи е зимска, за да нели да биде најтоплиот дел од денот. Стартот е во 12 часот, меѓутоа целиот настан трае 4 часа, од 10 до 14. Потребно е време да се подигнат костимите, да се пријават луѓето, да се пресоблечат, да се затоа што се загреат, облекуваат како што исто место, спомена. да. Па пред самата трка ќе има загревање нели со фитнес инструктор. Штом заврши трката, таа е кратка, 2 километри брзо се трчаат, после тоа продолжуваме со забава, лотарија и прогласување на недобрите. Супер, мислам дека кажавме се што треба да се каже со оглед на тоа што веќе затворен е бројот затворен е кругот, да кажам, за да можете да се пријавите, исполнета е квотата, меѓутоа не е исполнета квотата за луѓето да дојдат и да ги поддржат. Апсолутно, Така, да, мислам дека секој и публиката од година во година е се побројна. Така е, секој може да биде дел и да ја почувствува атмосферата, има публика, се разбира. Ние сме таму сместени, лоцирани во рамките на тоа што го организира градот како прослава, значи има и други случувања, така да некој што не е успел да се пријави, добре дојдене да дојде да се забавува со нашата програма. Ако имате и костимот дома, слободно облечете си го и дојдете да се забавуваме. 12 часот е официјалниот старт, Алек, како што спомена, меѓутоа целиот настан започнува 10 часот, така што се гледаме некаде околу 10 часот на градскиот плоштад. Бидете и вие таму, ако не сте се пријавиле, тогаш дојдете да ја дадеме поддршката на оние кои што се пријавиле и ќе се надпреваруваат, односно ќе трчаат како дедомразовци. Алек, ти благодарам многу и фала вака од името на народот и на целата екипа што правите убави настани за нашата јавност. Благодарам за поканата и се гледаме во нека следна прилика. Во недела ги очекуваме сите што сакаат да бидат дел од дедомразовска трка.